Замрзнати теста, сирење, урда, цвекло, мајонез и уште низа други производи од денеска по рафтовите во маркетите со повисоки цени. Наместо ДДВ од 5%, ќе се даночат на 10 и ќе се продаваат поскапо. На листата производи кои се луксус за влада се најдоа и брашното, цвеклото, чипсот и бомбоните. Граѓаните во Штип велат дека месо и риба ќе се јаде поретко, оти со вакви примања и вакви цени не можат да купат ниту бомбони на своите внуци. Ситуацијата е тешка и за помладите, кои својата иднина не ја гледаат во државата. Скапотија е голема, ние пензионери сме со 15-16 илјади. Што е луксус да се најде на трапезата кај граѓани? Луксус, ние не можеме да останеме со основните производи, а не луксусните. Па луксус е алкохол, скапи, луксус е банани да купиме. И тоа е луксус. Децата не сами тука, ако са тука не може да ја купиме на лижавка, што се вика. Катастрофа направи по моје. За мене не е штета од јас. Јадам од мајка ми и од татко ми свекеши. И затоа за мајка ми и за татко ми е тешко по моје. Оти они работат, они прават и сега еднашка беа намалиле, се си беше уред се, а од еднашка нешто покачија. Што е работа? Стварно не знам. Ја гледаш ли својата иднина во државата? Па најубаво да бегам од тука. Тука не можеш ништо да успееш. Веќе не можеш тука ништо, ни можеш да работиш. Тука платата нема. Зимаш 1000 денари, излаваш до продавница, одеш 900 денари потрошиш. 100 денари те останат и што можеш да правиш ништо. Буквално е луксус за граѓаните. Немат пари ни леп да се купат, не се замарам јас со тие работи. Па секако ќе има, ќе преживееме некако, што да правиме. Тоа е тоа. Месо, риба? Ќе забравиме на тоа. Ептен за децата да има и тоа е се. Маркетите веќе ја добиле листата производи и ги подготвија новите цени. Со зголемување на ДДВ во буџетот власта очекува да се соберат дополнителни 70 милиони евра.